Хелсиншкиот комитет за човекови права во 9 градови од државата реализира проект за откривање на основите за дискриминација на граѓаните од ромската етничка заедница. Меѓу нив се и градовите од источниот регион, во кои живеат поголем број припадници на оваа заедница. За нив се организираше и работилница и практична работа на терен, за да се согледаат најчестите препреки со кои тие се среќаваат. Во Сумаголник разговараме со Јасмина Голубовска од Хелсиншкиот комитет, според која целта на проектот што се работи е да се најдат проблемите што зависат од локалната средина и тие да се решат токму на локално ниво. Голубовска, колку ромите како етничка заедница во Македонија се дискриминирани и од каде потекнува оваа дискриминација најчесто? Прво, треба да разговараме малку и да гледаме пошироко на феноменот на дискриминација, за да може да сватиме од каде е таа голема дискриминација кон ромската заедница во Република Македонија. Имено, традиционално гледано историски наназад, ромите се подложни на стереотипи и предрасуди, кои што се стрикно врзани за заедницата, а потоа се одразуваат и на индивидуите. И она што е вкоренето и во литературата, која што е забележителна уште во поодамнешни времиња, каде што се поставува граѓанинот од ромската заедница на едно пониско ниво од другите граѓани или како граѓанин од втор ред, граѓанин кој што врши само одредена дејност или прави одредена работа или пак се бави конкретно со некакви криминални дејствија. И тоа прераснува во нашата свест понатаму и како што стануваме возрастни луѓе, си го пренесуваме ние и тоа и понатаму во животот, а потоа доаѓаме до самиот акт на дискриминација кога ќе дојдеме во ситуација со припадник на заедницата и тогаш да го дискриминираме. Меѓутоа тоа е еден поширок контекст во однос на ромите, не е нешто што е конкретно за кое што може да кажеме дека станува збор, туку малку треба да го гледаме покултуролошки. Тоа не е вградено некако во Република Македонија и тоа си останало. Сега ги отвараме за прв пат тие прашања, па стана многу актуелно да се зборува и одеднаш сите се чудиме од каде. Од каде толку за ромите за дискриминација, меѓутоа кога ги согледаме фактите, почнувајќи од литературата за деца, каде што имате вие во Развигор, во едно списание кое што е за дечиња од прво до четврто одделение, песна во која што се наведува дека ромите играат и ќе ги викнеме ромите да танцуваат и да играат, тоа веднаш се знае од каде почнува и каде е самиот корен на културолошка дискриминација која што се јавува кај младите од најрана возраст па потоа понатаму. Потоа имаме роман кој што е голем роман, тоа е Белото циганче, за кој што се крене исто така голема фама околу тоа како се позиционира и како таму е опишана, како се таму опишани граѓаните роми, и како после тоа децата тоа си го пренесуваат во текот на возраст и така натака и така натака. И од друга страна можеби еден од најтешките форми на дискриминација тоа е самата сегрегација. Сегрегацијата од една страна потекнува што од граѓаните кои што не сакаат во своето присуство да имаат припадници на ромската заедница, од друга страна па и од заедницата која што во некои делови на Република Македонија е поприлично затворена. 20 години повеќе помина од самостојноста на Македонија, така. Се добива чувство дека ромската етничка заедница, барем за сега, е единствената што не успеа на некој ниво да ги подобри условите на живење, односно да ја намали дискриминацијата кон себе во однос на другите етнички заедници. Тоа е затоа што е оставено, значи не се разговарало за овие прашања отворено. Сега за прв пат зборуваме и можеби доаѓа на некој начин премногу нагло. И одеднаш се прашуваме од каде целата оваа дискриминација, затоа што се молчало многу долг временски период. А од друга страна можеме да видиме на пример она што е за разлика од другите земји во Европа, па во Македонија што е голем феномен и голем напредок е тоа колку се вклучени во политичкиот живот. Што од самото самостојување на Република Македонија имаме ромски политички партии кои што се етаблирани како и политички представници во највисокиот дом, тоа е во Собранието на Република Македонија, каде што рамо до рамо практично коалицираат со останатите партии соработуваат, меѓутоа тоа некако не се одразува на локално ниво. Не се одразува во самата заедница. Ниту една таа декларативна, да речеме, посветеност на представниците на ромската заедница, и дека зборувам во целост, не би издвојувала никој посебно, ниту помалку, ниту повеќе, многу малку обратиле внимание на потребите на заедницата.
За жал, повторно ќе кажам, тоа е само една гласачко тело кое што се гледа во одредена, нели, во одредена општина за која што е од интерес и после тоа се заборава, односно во моментот кога сте избрани, после тоа си ја заборавате заедницата позади себе и тоа е навистина трагично. Инаку јас денеска не би седала да зборувам со вас, напротив и не би ни сакала, впрочем било многу подобро некој представник од ромската заедница тоа да го прави. Но во овој момент не гледам вложен вложен труд во унапредување на правата на заедницата, пред се во социализација. Навистина, бидејќи сепак традиционално историски не е вложувано во социализација на граѓаните од ромската заедница, сега одеднаш проблемите излегуваат на површина, тоа е затоа што години наназад е тоа оставено да биде на... Колку самата ромска заедница би рекол е виновна за ситуацијата во која што таа се наоѓа, не би сакал да речам дека тоа е некаква предрасуда, меѓутоа се добива впечаток дека можеби и самите имаат вина за тоа, затоа што недоволно се ангажираат. Јас не би ја нарекла вина. Може ние го гледаме така од наша перспектива како припадници на друга култура и традиција, не би го нарекла вина. Тоа е културата и традицијата на известна заедница, етничка заедница. Многу малку од нас, што би рекла, од другите заедници, ние многу малку знаеме за традицијата кај ромите. Ние многу малку знаеме дека и внатре, во самата заедница, и тие се расслоени и поделени, значи, на различни групи, касти дури. И тоа треба да ни интересира и да го осознаваме и дознаваме, ако сакаме навистина да ја помогнеме на заедницата. Значи, многумино од нас не знаат дека има номади, дека има ковачи, дека има чергари, значи различни натрешно различни групи во самата заедница, а ние работиме од аспект да им помогнеме на сите. Што покажува дека ние немаме разбирање и не знаеме како да пристапиме кон решавање на проблемот, затоа што не сме се заинтересирале да видиме како живеат луѓето. И не би требало, може за нас е чудно практиката на пример населење на ромите, меѓутоа за нив тоа е традиција и култура, конкретно за оние кои што се припадници на номадите или пак кои што се преселуваат буквално од град во град или од место во место и од држава во држава. И да не влегуваме веднаш со таа предрасуда која што и јас искрено сум имала, дека тие навистина не се заинтересирани и не сакаат. Напротив, работата е тоа што ние не знаеме како да пристапиме. Дури од самата ромска заедница, оние кои што се условно кажано социализирани или пак веќе генерацијски понапредни за разлика од другите, исто така се соочуваат со тој понекогаш и отпор од заедницата да се социализира, но тоа е затоа што многу малку знаеме. Многу малку знаеме. Рековте, во последно време почна да се зборува за проблемите што ги имаат ромите во однос на дискриминацијата, меѓутоа се чувствува и некаков отпор, па сега би рекол од другите етнички заедници, македонската како најмногу бројна. Едноставно се зборува дека од каде сега веднаш толку многу да се зборува за проблемите на ромската заедница, зарем немаат и другите заедници проблеми? Еве ќе кажам, тоа е затоа што најверојатно никој од македонската заедница, вклучувајќи ми мене самата, не се соочил со проблемот типот да не ви биде дозволено да влезете на базен. Тоа се случи летово, конкретно, најнови примери ќе ви кажам, на воениот базен во аеродром, каде што уште на самата врата не беше дозволен влез на 2 наврати од страна на обезбедувањето на базенот. Тоа е затоа што ние не знаеме како е да се од другата страна. Зборам за банални работи како влегување во базен. Не верувам дека некој од нас се соочил со такви работи и дека може да знае. Еден пример кој што ми е најсвеж, тоа е од минатиот четврток од Куманово, каде што една мајка припаѓа на една побогата фамилија со високо образование и така натаму, каде што незината ќерка во градинка практично се соочува со следниот проблем. Бидејќи има посветол ден, децата се дружеле со нејзе. Значи имала и другарчиња и сето тоа и така натаму. Меѓутоа во еден определен момент изборува македонски јазик, во определен момент зборела на ромски јазик со друго девојче. Кога другарките виделе дека таа зборува на ромски јазик, иако претходно не знаеле дека е ромка, ги собрале куклите и рекле побрзи да ги скриеме куклите да не ги украде. Зборам за деца од градинка.
Што има понатаму да разговараме? Не верувам дека некој од нашите деца или пак од децата од македонската заедница се соочиле со еден таков проблем, некој да ви собере кукли, деца зборам на 4-5 годишна возраст, да ви каже дека може ќе ги украде, со што таа се вратила дома и прашала дали мамо јас навистина крадам. Тоа е тешко прашање, што ќе му објасните на тоа дете, дали навистина краде. Така да може треба малку граѓаните да покажат разбирање во однос на ова прашање, бидејќи е навистина тежок проблем, пред се културолошки, феноменолошки и социјален. Не е ова само правен проблем кој што се решава преку ноќ или пак за кој што не треба да размислуваме. Напротив, треба многу да размислуваме во сите насоки, во сите области, затоа што таква е дискриминацијата. Дискриминацијата е социолошки феномен, општествен. Таа не е правен проблем. Се јавува поради тоа што има културни и јазични разлики помеѓу одредени групи, кои што потоа прераснуваат во дискриминација. Дали тие културолошки карактеристики што сега ги изборите преднесуваат и за социјалните разлики што се јавуваат и на некој начин раслојување во однос на другите? Сигурно. Затоа велам, ние треба да покажеме многу разбирање, тоа што прво не ја познаваме ние ромската култура и традиција. Ние не познаваме каков е животот на луѓето и веднаш сакаме да влеземе во моментот на социјализација. Но ние реално не познаваме од она што им треба. Затоа и доаѓаме на овие работилници за да дознаеме првенствено што им треба, за да може да реагираме. И така и треба да се однесува и државата. Треба посветено на секоја од заедниците во различните општини да се посвети поединечно внимание, па ако не и на секој индивидуа што се вели и секое семејство. Секако дека секој од другите граѓани, секој семејство си има своја приказна, меѓутоа не е споредливо со оваа категорија, затоа што тука го имаме највисокиот процент на приматели на социјална помош и заштита и мора да се открие причината зошто е тоа така, со најголемите проблеми во домување, во областа на домување, значи луѓето немаат покрив над глава и понатаму не зборуваме веќе за права, затоа што основното право на живот, елементарното право е ускратено и мора да се работи и во тој поглед. Потоа во однос на образованието има напредок, за кој што морам да кажем и воедно да пофалам дека навистина е направен голем напредок, што од странските донатори, односно ОСИ Будимпешта, но и Министерството за образование, каде што всушност откривме дека е највеќе вложено. И затоа има најголем напредок. Со стипендии, со ментори, со тутори, направена навистина драстична разлика меѓу другите области, некако како да затишаа, како да се подзаборавени за сметка на една област во која што се вложува, затоа што домувањето, например, е еден од најтешките проблеми. Тука виси Министерството за транспорт и врски, но и локалната самоуправа, знаете, деталните урбанистички планови, легализација на диво изградени објекти и така натаму. Тоа е една од најтешките области за справување. Во однос на општествената застапеност на ромската заедница кај нас во Македонија, би рекол, има некаква равноправност, условно речено, барем бројчано, квантитативно. Имаат доволно можеби граѓански здруженија, застапени се во парламентот, во советите на општините? Во однос на најголемото не се во сите, и тоа е малку разочарувачки, затоа што не се застапени. Дел зависи нели од нивната политичка партиципација, колку активно ќе се вклучат на локално ниво, не зависи само. Нормално, ако немате кандидат, секако дека не може да учествува понатаму и да биде советник во советот. Меѓутоа, мора да разбереме дека политичката култура кај ромската заедница е навистина на многу ниско ниво и најчесто граѓаните роми се искористени како гласачко тело, меѓутоа кон една или кон друга партија, што се однесува кон тоа самите да бидат успешни во партиципирањето на локално ниво, тука сме на многу ниско. Имаме во некои општини каде што е развиена партиципацијата, еве конкретно ќе ви кажам во општина Дебар, каде што редовно на седниците на советот се повикуваат припадници од сите заедници, меѓутоа Дебар е мултикултурна општина која што внимава на застапеност на сите заедници. Тука не е исклучиво за ромската или пак за неромското население, туку едноставно општината од секогаш така функционирала. Меѓутоа имате општини како што е Гостивар, каде што иако има солидна политичка застапеност, сепак треба повеќе охрабрување на советниците да почнат да ги отвараат прашањата пред советот и повеќе да се заложуваат за заедницата,
А пред се, може би една од најбитните точки да се обезбедуваат пари од буџетот за конкретна намена за ромската заедница. Редовно, бидејќи во овој момент тоа е на многу ниско ниво. Нешто што карактеристично барем кај нас во Кочани е тоа да ромската заедница се идентификува со друга етничка заедница, сакајќи да ги реши своите проблеми, мисли веројатно на дека на тој начин ќе ги реши своите проблеми. Значи ли тоа на некој начин оневозможување решавање на поголемиот дел од граѓаните кои се припадници на таа ромска заедница? Да, еве во денешната работилница отворивме некои од тие прашања за кои што јас можам само во овој момент да ги наречам наводи, бидејќи не сум конкретно запознаена со ситуацијата, ќе одиме малку подоцна во посета. Меѓутоа, она што ми се предочува од припадниците на ромската заедница е дека имаме идентификување со турската заедница, со цел, нели, да се унапредат правата, особено во општината Велес, и тоа е навистина интересен податок кој што вреди да се провери и да се разговара со луѓето, да видиме што е зашто имаат потреба, нели, да се идентификуваат како припадници на друга етничка заедница. А од друга страна исто така имаме тука и раслојување на некој начин, но и намалување на ромската заедница, како што е квантитативно вистински, со што ако едни си ги решат проблемите, понатаму, нели, другите остануваат да чекаат, можеби подобри времиња или пак, нели, почекајте ќе се реши и така тоа си трае. Она што би сакала да го предочам на јавноста е тоа што за разлика од другите етнички заедници, во администрацијата, во државната администрација, пред се на раководни функции, за жал, немаме вработеност, согласно Законот за заедници по 20%, права на заедници по 20%, каде што се е наведено дека мора, согласно вкупната бројка на застапеност на ромската заедница, да одговара на процентот на вработување во државната администрација. И тука малку доцниве. Во моментот изнесува 0,01%, што не е ни приближно, барем од податоците од 2002, не е ни приближно бројка задоволителна за државната администрација, иако, како што кажав, вложувањето во образованието даде за плод, веќе ние имаме и дипломирани и правници, економисти и многу медицинари, како и доктори на науки и магистри од ромската заедница, и многу малку се зборува за тоа, а во голем дел луѓето си седат дома без работа. Не знам дали како организација, како Хелсински комитет сте правили истражување, дали единствената причина за мигрирање на ромите е социјалните проблеми или пак и дел има и нешто во на културолошко традиционално наследство? Ако зборувате во однос на ова што испадна со барателите на азил, не во голем дел, туку во целост се од економски и социјални причини. Станува збор за граѓани кои што се доведени на работна екзистенција, за кои што искрено, и ќе ви го кажа тоа, без срам, дека е подобро да поминат 3 месеци до 4 оваа зима во азилантски центар во некој од европските земји, каде што ќе имаат 3 пати на ден оброк, ќе имаат топол кревет и ќе имаат некоја си минимална дневница, меѓутоа сува облека и покрив над глава, и знаат дека ќе ги вратат, не дека не знаат, и да се вратат потоа за пролет и лето во Македонија, отколку да го поминат тука, затоа што тука најверојатно ќе смрзнат до смрт. Што не е воопшто прашање за занемерување, и мене воопшто не ме ни чуди што граѓаните бараат азил, а од друга страна секој граѓанин на Република Македонија има право да бара азил, има право слободно да се движи, и тоа никој не сме да му го попречи. Па дури и доколку се случи и масовно иселување на граѓаните, тие не сме да бидат попречени во тоа. Едно можностите за нивна поправична застапеност во локалните средини каде што живеат е да имаат и своји представници во општините, односно во локалните самоуправи. Дали на некој начин се намалија или подобрија, би рекол, услугите? Има подобрувања во однос на воспоставување на ромските информативни центри, кои што некаде се во функција и навистина работат одлично, од прибирање на податоци, потоа издавање на документи,
за луѓето граѓаните кои што немаат никакви лични документи, комуникација со локалната самоуправа во вид на медијатори помеѓу локалната и заедницата. Меѓутоа тоа не функционира секаде. Иако ДБР повторно ќе кажам пример за сите општини кои што досега сум ги посетила, сепак и таму нема ромски информативен центар, се уште воспоставено. Се надеваме до крајот на јануари заклучно со овој проект ќе успееме да воспоставиме, имаат лица за контакт, меѓутоа немаат ромски информативен центар, за разлика и во Виница, каде што доколку го немаше ромскиот информативен центар, граѓаните буквално би ја преплавиле локалната самоуправа од оно што не можат ниту да добијат информација, ниту е објавена, па тие на некој начин се медијаторите, односно некои што пренесуваат информацијата до заедницата, што е многу битно. А многу е битно и можеби една од најважните работи е тоа да го направи човек кој што е од заедницата. Прво е довербата е во прашање на комуникација, а второ е никој не ги разбира подобро нели проблемите на заедницата како оние кои што дајат токму од неа. Веројатно и јазикот не е веќе бариера. Не, јазикот не мора да значи, како што кажав, јазикот некаде се зборува ромски, во голем дел, некаде во Скопје особено да речеме, каде што се познава ромскиот јазик, напредно со македонскиот или па со албанскиот, или пак имате вие повторно ќе кажам случај во Дебер каде што ромскиот јазик е во изумирање, не го познаваат воопшто, значи зборуваат македонски и албански, двата јазика ги зборуваат, па дури и турски, 3, меѓутоа ромскиот не го познаваат. Затоа што се асимилирале еве културолошки повторно. Таму заедницата е на многу повисоко ниво, затоа што секогаш била културолошки во центарот на градот и се интегрирала комплетно до тој степен што го изгубила ромскиот јазик и култура, комплетно. Меѓутоа па немате проблем во однос на социјални случаи, немате проблем со домување и немате проблем во ниту еден друг поглед. Немате проблем со образование и така натаму и така натаму. Вие правите едно истражување во 9 градови во Македонија, меѓу нив Кочани, Виница, овде во источниот регион каде што е застапена ромската заедница. Веројатно различни се проблемите што ги мачат ромите во сите овие градови. Овдека оно што го започнавме како разговор и што го видовме како проблем е во однос на областа на домувањето, меѓутоа во однос на донесување на детален урбанистички план. Меѓу другото издавање на имотните листови, што исто така многу битно, многу од луѓето немаат собственост врз сопствените имоти овде во малото. Потоа ќе има потреба од работа во однос на охрабрување на жената ромка, малку поактивно да се вклучи во општествениот живот, надвор од незината моментална улога единствено како мајка и како жена која што седи во голем дел дома и со многу низок степен на образование. И треба да се работи во тој поглед, затоа што многу од жените ромки имаат занаети кои што може да ги пренесат и од кои што можат навистина да се размислува малку пошироко и да видиме како може да се здружат со цел пред се нивното здравје да видиме како е, на кој степен е, бидејќи навистина не се води сметка во однос на здравјето на жената. А понатаму да размислуваме околу тоа какви идеи може да произлезат доколку жените се здружат и што би можеле од сопствените веќе знаења кои што ги поседуваат да влезат во една понапредна фаза, односно да почнат да се работуваат од она што го знаат како способности. Дали се работи истовремено и на подобрување на здравствената култура кај ромите, затоа што познато е дека барем засега тие и во овој дел се дискриминирани. Прво, здравствената култура кај ромската заедница нема да кажам повторно во сите општини, меѓутоа во некои отсуствува. Тоа е затоа што навистина треба да се работи во однос да се предочи колку е битна здравствената култура и колку тоа значи за сопственото здравје, затоа што голем број на смртни случаи се токму од банални причини, како е непознавање на одредени симптоми и каде да се обратиш, а тоа е на лекар. А од друга страна треба да се работи со здравствените работници да бидат особено сензибилизирани за ромската популација и малку да се вклучат поактивно, може и на терен, за да се види кои се потребите, освен вакцинацијата која што е клучна, да се види во однос на тоа колку во суштина мажите и жените знаат за своите здравствени права, а од друга страна и колку се грижат за своето здравје. Од основните начини на одржување на здравјето, значи хигиената, па понатаму да не навлегуваме во детали. Првично треба да се види колку знаат и повторно ќе кажам за секоја општина оделно,
да не се ставаат сите општини на куп, затоа што навистина се прави грешка. Доколку се направат планови на ниво на територија на Република Македонија, се прави голема грешка. Затоа што едноставно, да не кажам, се фрлат пари во вода. Не е тоа возможно, најбо да се спуштиме на локално ниво и да се даде на локалните самоуправи да средства за да ги завршат овие работи. Во последниве неколку недели во јавноста се зборуваше за некакви фантомски деца, деца кои што не се воведени во евиденцијата на родени. Да. Најмногу еве ќе ви веројатно кажам веднаш, кај ромската заедница се застапени, иако има и кај други. Веднаш ќе ви кажам, Гостивар и Куманово се соочуваат со сериозен проблем со деца кои што не се заведени во матичната евиденција и проблемите се различни. Пак ќе кажам, не се исти. Имате во Гостивар имаме граѓани кои што никогаш немале документи, некои кои што дури не ни може да докажат дека се во крвно сродство и од тука и произлегува и проблемот. Меѓутоа се работи на овој дел, што со ДНК анализа, што со ако родителите се живи и така натаму или пак близок родина кој што има документи, па може да се утврди идентитетот на другото лице и затоа е тој процес многу бавен, затоа што е тежок. Станува збор на вистина за комплексни проблеми, а од друга страна треба најверојатно и анализата ќе покаже дека ќе треба да се прават измени во однос на законот за матична евиденција, бидејќи не ги опфаќа сите групи на граѓани. Од случаи каде што се бара државјанство кое што било од претходниот систем заведени во Србија или пак на Косово, а граѓаните немаат услови сега да патуваат за да може да побарат од таму документи за да може тука да се заведат. Тоа значи патување буквално од Македонија во Србија, во местото каде што се родени, па да го добијат државјанството, па потоа да се вратат тука и да побараат промена на државјанството, и тоа е процес кој што пресечени пари. Ромската заедница, во голем дел не може да се приушти, особено никој што нема документи, не може да си приуштат одење до Белград и назад, или пак до било која друг српски град каде што се родени и да бидат таму неколку денови, да почекаат да им се издаде документот, бидејќи документите ги има, и да се вратат назад, па да отпочнат процедурата тука. Тоа е премногу скапа. Има ли сознание колкава е таа бројка? Се зборуваше за неколку Нема сознание, не може да се зборува во токави бројки. Она што официјалните податоци за сега од Министерството за внатрешни работи велат дека се околу 300 лица. Иако неофицијално податоците од терен покажуваат дека таа бројка најверојатно е малку повеќе, меѓутоа не зборуваме за илјадници. Зборуваме за одредена бројка на граѓани кои што немаат лични документи и за некои малци и тешко и да се утврди, например, ако се започнал постапка, потоа се преселил во друг град или пак друга општина, после им е тешко и на ромските организации да го лоцираат тоа лице за повторно да отпочнат постапката, бидејќи во моментот работат ромските организации на тоа прашање, заедно со Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа не е лесно, тоа не е едноставен процес, а пред се затоа што има и пречки во законот, но друга страна затоа што и граѓаните не може да одат во соседната држава, едноставно не може да отидат, и тоа затоа што не можеле цело време и затоа и не ни отишле, бидејќи немале финансиски средства тоа да го завршат и поминале години и тие останале без лични документи. Зборам за Сојузна Федеративна Република Југославија. Поранешна Југославија. Поранешна, да. Сега, како Хелсиншки комитет, работите на овој проект, кој што на некој начин е поддржан и од амбасадата на Германија овде во Македонија, од каде интересот токму на Германија, дали поради проблемите со Не, напротив, воопшто не е проблемите со барателите на азил. Станува збор за интерес на германската амбасадорка во Скопје, незината екселенција Гудрун Штајнекер, која што била во посета на Куманово, каде што имала прилика да се сретне со представници заедницата и разговарала, и тоа поттикнало интерес кај неја, да се направи буквална анализа на сите состојби со ромската заедница. Не зборуваме само за социјекономските, или пак воопшто не ни зборувавме кога таа ни се обрати до нас во однос на тоа дали граѓаните бараат или не бараат азил. Туку буквално интересираше, бидејќи она што го чула од ромската заедница сериозно ја загрижила и бараше од нас да ја направиме оваа проверка, затоа што, како што знаете, вие комитетот работи со сите граѓани на Република Македонија. Во принцип не се фокусира на одредена група,
Меѓутоа, очигледно дека ромската заедница оставила впечаток на германската амбасадорка и таа беше сериозно загрижена, особено за здравието, нели, за условите во кои што живее заедницата и бараше од нас да се провери што тоа државата прави, за да се утврди каде се грешките и нели како да се подобри ситуацијата. И ние го започнавме проектот негде во јуни 2013 година и очекуваме дека ќе биде завршен до јануари 2014, каде што е на национална конференција, еве сите податоци и од анализата со институции, соработка и со информација од јавен карактер и потоа и општините и локалните самоуправи се вклучени сите локални самоуправи, како и сите невладини организации локалните самоуправи, ќе видиме какви се состојбите на вистина и што треба во иднина да се внимава да се прави. Како што кажав, прелиминарни заклучоци, меѓу другото се тоа прво да не се прават политики на национално ниво единствено, туку напротив, на национално ниво да бидат многу помали политиките, да се свртат кон локалното, затоа што навистина има драстична разлика од ромска заедница во еден град и во друг. И потоа да се види кои добри искуства ги има еден град, ете, традиционално и културолошки, кој што е Виница, каде што заедницата, еве, например, и самите граѓани кажат дека дискриминација тука за нив е малку така непознат поим, може би скриена дискриминација има, меѓутоа отворена нема, за разлика од други градови каде што е отворена дискриминацијата, па може да се примени овој добар пример во друг град. И така со нашите домашни добри примери, како што е Дебар, да направиме промена. Воспротивно, може да само да седиме и да си пишуваме анализи. Ќе бидат публикувани резултатите што секако дека да, ќе бидат публикувани негде на крајот на јануари, ќе ги нели националната конференција за прв пат ќе ги обзнаниве. Тоа ќе бидат и сумирани податоците како и статистичките податоци кои што треба да ги објавиме во однос на тоа колку институции вратиле на кои прашања и во која област има напредок, во која област има назадување. И тоа ќе биде на националната конференција пред државните институции и пред малце поширока донаторска фела, затоа што идејата ни е од секој работилница е тука заеднички да најдеме проблем, но и решение, за да може да го представиме пред сите. И тоа не е од наша страна, туку токму од заедницата, од која општина доаѓаат. Посакувам успех во работењето на проектот и да ги добиеме резултатите. Ајде, се гледаме наскоро. Благодарам.